Почитувани медиуми, почитувана јавност, почитувани работници, стоиме пред објект со две правни субјекти, Фермактекс и Европа Фешн, кое што со години создаваше профит за германците, германско сопствеништво, бидејќи се и двете правни субјекти, благодарение на трудот на овие работници зад нас. А денес истите тие работници останаа без своите плати, придонеси К15 и законски испратени и опремнени. Повеќе од една година институциите располагаат со пријави, докази, официјални информации доставени од наша страна како здружение и како синдикат. Поднесени беа представки до Државниот трудов инспекторат, Управата за јавни приходи, Финансовата полиција, како и одделот за економски криминал при МВР. Наместо резултати, денес сме сведоци на продажба на имот, додека долговите на работниците и кон државата остануваат неплатени. Еве го огласот за продажба на објектот. Го поставуваме прашањето денес овде, по 8 години и кусур, дали некој ќе преземе одговорност ако утре целиот имот биде продаден, а работниците и државата останат без можност да си ги наплатат своите побарувања. Вкупниот долг по основ само на плати К15 и испратнени и опремнени кон работниците надминува 13 милиона денара или над 200.000 евра. Овде не ги вклучуваме даноците, социјалните придонеси кои што треба да се исплатат, кои што се дел од јавните финансии, кои што треба да се исплатат на државата, кои што припаѓаат на буџетот на државата и на сите граѓани. Затоа денес ова е можност последен пат да побараме одговорности од јавното обвинителство во Штип, Финансовата полиција и МВР, одделот за економски криминал, кој што требаше да го извести јавното обвинителство, да престанат да молчат, да почнат да работат, да преземат итни мерки за спречување и отуѓување на овој имот зад нас, овој објект. Граѓаните ги плаќаат овие институции баш за тоа да ги штитат законите, да ги штитат работниците, да го штитат и јавниот интерес, и време е да ја работата за која што се платени толкму од нас, од граѓаните. Во исто време случајот е веќе предмет на постапка пред Германскиот национален контакт пункт за ОСД насоки. Германските институции веќе преземаат чекори, бараат информации од сопствениците, односно германскиот холдинг, Feldquest Holding GmbH, и одговорните лица, односно управителите на двата правни субјекти, Фермактекс и Европа Фешн, кои што управители се од Република Бугарија. И исто така тие ги информира и германските амбасади во Скопје и Софија, па и еве се прашувам зошто германските институции повеќе се залагаат за правата на работниците во Македонија отколку самите македонски институции кои што се платени од нас. Убедени сме дека доколку има македонска компанија во Германија која што би го направила истото ово, кој што нема да ги плати работниците, нема да ги плати даноците кон државата Германија, јас верувам дека таа држава Германија или било која нормална држава ќе го штитеше интересот и ќе ги користеше сите механизми кои што стојат на располагање за да го заштитат јавниот интерес, работниците и даноците. Значи, не бараме привилегии, не бараме повеќе од владење на правото, бараме институциите да постапат, бараме одговорност, бараме правда, бараме конечно одговорност од оние кои што се тука да ги штитат законите, да ја штитат државата, јавниот буџет и работниците. Ви благодарам доколку има некои прашања или работниците слободно. Колкав број вкупно на работници станува збор и колкав временски период работеше оваа фирма? Оваа фирма работеше некаде околу 17 години, значи преку двете правни лица, Европа Фешн, Ферматекс, станува збор за над 110 работници, околу 112, различно е по месеци, станува збор за плати за месец април, мај, јуни, опремнени, К15, испратнени и слично. И повторно велам, значи 200.000 евра или над 13 милиона денара е само долгот кон работниците, не ги ставам овде даноците кон државата, кон државниот буџет. Април, мај, јуни 25. Да. Од тогаш до сега информирани се сите можни институции, меѓутоа еве Финансова полиција која што е должна за оваквите истраги, јавното обвинителство кое што одамна треба да постапува по допрен глас, економски криминал исто така беше известено, ви ги носам на увиците документи, сите дописи што ги имам направено како синдикат и како организација, меѓутоа навистина е катастрофално, па ќе речем во нормална држава до сега
институциите ќе го бранеа интересот на државата и на сопствените граѓани. Кај нас не, очигледно сме пребогата држава да се занимаваме со 200.000 евра долг кон работниците и кој знае колку илјадници евра долг кон државата во однос на придонеси, даноци и слично. Судски збор има ли покренато? Мислам, нема да навлегувам, меѓутоа мислам дека Европа Фешн во која што беа вработени работниците, која што има основачки влог 5.000 евра за разлика од Фермактекс која што нема никакви долгови, има објект, има 50.000 евра основачки влог, мислам дека имаше стечајна постапка, затоа побаравме меѓу другото до финансова полиција да провери, односно веќе чим сме напишале, има индикации, да провера дали се сторени повеќе кривични дела, од кои што повреда на право од работен однос, член 166, повреда на право од социјално осигурување, член 167, измама 247 отказе, злоупотреба на доверба 252 отказе, лажен стечај, предизвикување стечај со несовесно работење, оштетување и повластување на доверители, како и даночно затојување. Значи време е овие институции да почнат да ги штитат граѓаните, јавниот интерес, буџетот на државата. Не мислам дека сме пребогата земја за да вака ни се случува. Во не е прва фирма и тоа на неколку пати го имам кажано дека доаѓаат тука со 5.000 евра со изнајмени машини, изнајмени објекти да изиграваат газди, додека ово не би се случило во некоја нормална држава. Овдека конкретно имаме две фирми во еден ист објект кој што моментално, повторно ќе кажам, се продава по цена од некои 2 милиона евра, а тука имаме долг од 200.000 евра кои што не сакаат да го исплатат германците кон овие работници кои што 17 години им правеле профит. Ова е веќе безобразие и време е овие институции наши кои што се платени од нас, кои што имаат фотели, кои што имаат ингеренции, да почне да си работат работата за која што се платени. Ово е безобразие. Не е прва фирма, да се надевам дека ќе биде последна. Револтот е преголем. Добро, може некој од работничките? Да. Име и презиме? Анета. Јованова. Како Анета? Јованова. Добро. Каква поддршка очекувате од државата? Што Па, барате? јас се надевам дека конечно ќе дојде ред и ние работниците да бидеме заштитени, затоа што за 3 месеци не зедовме ни плата, не зедовме ништо, никакви придоници, не беше укинато здравственото осигурување, значи немавме буквално ништо. Затоа бевме оставени без плата, без пари и да се сноиме кој како може. Затоа се очекуваме дека барем основата што треба државата да ја преземе за нас, како што е заштита на нашите права, плаќање на придонесите, да не останеме само како бројка, што биле напуштени без никаков приход. Добро, вие сте пред пензија? Не сум пред пензија. Да, може да дојдете тука. Колку години стаж имате и сте пред пензија, така? Па јас имам и од Ферматекс и у Европа Фешн, туку сум 17 години. И така не оставиене на милост и немилост. Без пари, здравство неплатено, не те питуваат дали имаш или немаш. Јас се вртам на кај бугарката и она ме вика ќе се снајдете. Како да се снајдеме? Викам, а јас ќе ти ги зјам сите пари, па ти се снајди. И она трае и ме гледа. Како може да се снајдеш кога ти немаш ништо 4 месеца без пари? А како да се снајдеш? Прво до здравство не можеш да дојдеш. А сите сме под лекарства. И сега треба да дојдеш да се молиш, а нема на кој да се молиш, што може да те услужи да ти даде некои лекарства. Колку време имате до пензија? Уште 4 години. И најдовте работа? А што да правам? Кога можеш да се снајдеш, никој пари не ти дава. Кај кој да дојдеш, секој ти вика немам. А и условот таков, он ќе ми даде, ама ја не знам кој да му ги врнам. Не е само да ги земеш парите на заем. Ја Светлана Петкова. Колку години имате? 59. Ово не е фер. Се мислат дека само са они мокни. Па ние што да правиме што не сме мокни? Сега он газда, мене ми е мило. Јас сум работник, ама он треба да гледа и на нас. А не само си гледат нивните интереси. Треба да го исплати тоа што Па да. Фер работа, фер плата. Сега тука кога си на работа тражат од тебе, ти кога потражиш нема. Па сега ја од кој дом да тражам? Јас сум тука работила, не сум кај вас работила за да тражам од вас. Колку години работите тука? 17. Тоа ми е од Да. претежно сме така. Сите сме така и затоа останаме да бидеме реални. Стрпите си тука, стрпите се, нема работа, ќе дојдат материјали. Стрпуваме се, сега не можеш ништо да најдат решение. Што шиете? Јас сум меѓуфазна пеглачка.
Женска кошула, Женска кошула. и се беше извоз. И дојдеме до просечки стап. Ако и се обрнеш на бугарката, оно само вака те гледа. Чекај бе. Биди фер како што доваѓаше, кога пунеше и колите и со разни коли доваѓаше. Тогај на сите викаше добро утро, добар ден, а сега неке да не погледне. Да, доведува адвокатка. Која адвокатка доведуваш, она нема врска со нашата работа. Доведи стварно адвокатка што си го знае процесот, а оно дека адвокатка по нивите. И што таа разбира од конфекција? Немала пари. Па ја ќе го кажам, ти ми го кажеш и ја ќе ти го пренесам истото. Објектот 3 милиона, Да, 2 милиона. ти треба да си у нешто упатен па за да знаеш да збориш. А ја кај ќе зборам, немат пари. Ма ти треба да знаеш се. Не, ја мислам дека од нина страна во не испадна афер. Значи стварно, да ни даде, има фирми што затворија. Сашо Анджело затвори, ама сите работници ги исплати на време со се. И сега што ја да викам, арам да му е? Најнормално. Кречеш алал да му е како газда, а он што направи на нас? Последниот момент на одмоште. Ние прето одеме на одмор со документ. Вај пат ни документ, ни ништо. Ќе се снајдеме со работа, ќе дојде. Бидете сигурни тоа сите предпоставени го тоа зборе. И после кога дојдеме до во, они се кријат и се вртат. Па биди фер како тогај што беше фер, биди фер сега. Преку време самото се работеше. Ај бидите фер, стрпите се. Значи ние се издржаваме. Кога дојдеме до ни, нас не познава, дори не ќе да те погледне тебе. Бугарката идеш тука си да не утепа. Со очи не тепеш, а не со пиштол да земеш, еден немаше да остане тука. Ја мислам дека овоа вака не иде. Ништо. Ако нема прашања. Може би вие имате некоја прашање кон новинари, што би ве интересирало? И од другите, што по... Некој како сака нешто Слободно. да каже. Слободно. Сите ли 112, колку реков, беа вработени во Европа Фешн или во фермата? Во Европа. Горан Веселинов, собраме се тука да кажеме целата јавно да дознае за овај криминал што се направи. И во не е добро, ние не тражиме ништо друго, тражиме се во нашто што не следува. Платите, опремнината и К15. А оваа ситуација сега што гледам младината, затоа и младината бега нагоре. Од овие ситуации што гледат од разочарување и неправди. Неисполнување на нашите права. Точно што. Ние се отражаме нашто. Криминалот што се направи, си знаеме кој го направи и затоа нека ни исплатат, нека чистат со нас и натам што сакат нека прават. Кога пријавивте неправилности кај надлежните инспектори? Па цела година има. Веднаш по... Па да, што почнаа да не пуштат на одмор и камионов касни и после клучу на вратата и избегаа. Добивте Ама така. откази на време или како? Абе сака они да потпишеме ние решение што нерегуларни решенија да потпишеме. Дека сам напушташ работа. Ама подучијане и распитање се благодарение на Кристина. Не подпишаме такви решенија, подпишаме си решение за опремнина. За отказ од деловни причини. Да, Ако више одлучува да им дадат отказ, тоа ги следува отказ од деловни причини. Меѓутоа тука остана моментот дека работеа во април, мај Да. и после му остана само уште јуни за отказ, нели, согласно законот, поради отказ од деловни причини имате 1 месец отказен рок. К15 до тога и 50 души се стекнаа со право на К15, 50 души имаа право на опремнина, да, поради тоа што беа со договори на неопределено, меѓутоа првично беа испратени дома без никаков документ, очигледно со претпоставувам според праксата и тоа што го работиме 10 години е дека не се дошла 3 дена на работа и ајде да им дајме отказ поради кршење на ред и дисциплина. Тогаш ги известивме веднаш. По нивно укажување ги известивме како здружение, како синдикат, инспекторатот за труд. Меѓутоа видоа, значи одговорот од нив е сосем коректен, меѓутоа казните од трудовиот инспекторат се 50-100 евра и слични смешни суми. Управата за јавни приходи исто така беше испратен дописи до нив, меѓутоа финансова полиција и секторот за економски криминал при МВР и обвинителството кое што треба да
да добие информации, нели, може и подопрен глас, меѓутоа може и преку економски криминал, бидејќи им пуштивме барање, значи за се имаме докази, ви стоам на располагање за секој еден документ кој што го имаме испратено. Меѓутоа до ден денес никому ништо. Значи проблемов е од април 2025. Зашо бегала? Зашо бегала? Вие Кој не се следите чекоре, а друго се уште ке нема. Видете, мене ми е трагично дека не одговараат институциите. Дури бевме и на разговори, меѓутоа нема апсолутно ништо као. Се уште немаме одговор. Мене ме интересира финансова и економски криминал што е направено. Бидејќи не можам да ги добијам одговорите, не можам да ги натрам да работат, затоа и ја побаравме вашата поддршка како медиуми, за да ни помогнете и ова да биде последната фирма и последните работници кои што им е направена ваква неправда. Ако сакаат да бидат газди, нека дојдат, нека платат, нека работат, па нека си одат. Овој случај, ова што го дозволува македонската држава заедно со низините институции, не е во ред, бидејќи се платени токму за овие работи, бидејќи ние ги знаеме нивните ингеренции, коим се како институции, па за тоа сме пратили и дописи. Не е нормално по 8 година и кусур да немате одговори од оние кои што се должни да ви одговорат на ваков еден случај и дополнително вие ги гледате огласите за продажба и никому ништо. Збориме за 200.000 евра. Додека овде имаат бараат побарување, кога што се јави некој од колегите, 2 милиона е продажбата на имотот. Што прават нашите институции во цела оваа постапка? Затоа ги известивме и да почнат постапка за да се спречи отуѓување и продажба на имотот без да бидат исплатени и буџетот на државата, меѓутоа пред се мене ми е гајле за работниците да бидат исплатени. Државата е онака што треба да го направи ово и да ги заштити работниците. Пак ќе речем, се обративме и до Германија, до според OECD насоките за работење на таквите компании кои што работат надвор од границите на Германија. Јас верувам дека таму ќе има соодветни постапки против нив, нема да си поминат туку така лесно, бидејќи таму барем важат законите, меѓутоа мене ми е битно дали работниците ќе се ги земат заработените плати. Мене тоа ми е битно. А Германија тоа не може да го направи тука во нашите институции. Тоа е проблемот. И затоа барам од вас поддршка како медиуми да ги побараме овие одговорите од институциите, за не им се случува секој месец по некој ваков случај каде што работниците не може да си ги наплатат изработените плати и она што ги следува според закон, тие затвараат и никому ништо. Значи мора да има некоја одговорност и мора да постојат тие институции за да бидат во корис на да ги штитат законите, да ги штитат јавниот интерес, меѓутоа и правата на работниците. Збориме овдека за сторени кривични дела. Не може вие во еден објект да имате две фирми и никому ништо. На едната се прави стечајна постапка, лажна стечајна постапка, а другата си го продава имотот за 2 милиона, а тука збориме за 200.000 евра долг. Ете тоа се работодавачи кои што ни доаѓаат од страна и изиграваат газди со 5.000 евра основачки влог. Тоа е тоа. Они за ние имат. Они за ние имат. За нас нема. Они за ние имат. Какво може за ние? Па народот ја знае ваа слика. Колку фирми се затворија. Ама види, никаде не е одинал до оваму. Например, не сме спасале за еден куп фирми да водим. А овдека и финансово и економски криминал. Секаде сум отишла. А знаеш што ти кажа? Дека газата може во кое време да ја затвори фирмата. А ти пред да напуштиш, мора да се прејавиш, да работиш, да не биде оно оштетена. Не може, имаме а си за закон. тоа ние што нашто не остават, и како ние не сме оштетени. Оштетени сте и за Не, тоа. они полино ние не сме, они биле оштетени. Тоа ја не знам какво бива оштетување. Оставате без пари, без здравство, ти да не бидеш, она да не биде оштетена, а ти шо? Сем искупа си дупката и си легни. Па да, само они да не се оштетени. И за там треба пари. Не, онака, не доле. Најде некој нива гори толку. Значи, ако биде, нека биде фер. Закони ти дават пред да се примаш, а после ги нема тие закони. Дека товараме камионите добри време. Па ако остануваме преко време, Не е нормално да не ти виде, разбираш ме, две фирми у едно објектче и да не ти виде, нема тука ништо. Па има, ама сите се работат. Која институција не е? Инспекција тука да провери.
Се е со грб, кој кофе? Беше и УЕПА, беше и трудов инспекторат, ама вие А пошто пред треба да тоа ги доаѓа- поврзат двете фирми и да го запрат продажбата на овај имот, нема ги. Абе тоа е товарено кушули, шо ќе доваѓате? А не мене да ми се закануват нивното адвокатско друштво од Скопје, ќе ме тужи ме. Кој да ги тужи нив? За нив има ли закон увада? Нема. Институции има. Инспекција Еве мене ќе ме доваѓа, тужат, еве. Ама дојде да те праша жешко ли е, не смееш да збориш. Ако збориш ќе те напудат. После излеземе надвор, колите напунат кушули и си одат. И по кој закон ќе го имаш ти? Нема да го имаш. Нас те претресуват секој ден, а они товарат камионите и колите. знам и после тоа нели ги товара, нели го изнесеа. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Ние те знаеме, ама нема дека да почнеме, не сме могли ништо. И она ми се врте на мене, вика, снајди се. Вика, дај ги ти на мене пари, ја ќе се снајдам. Ја без пари, да. Како ќе се снајдам без пари? И ти ја бутам, викам ја на тебе, куките ти без пари гради. Она толку да сме подвиси богата опашката. држава да не ни е гајле за еден куп фирми што се исплатија, што направија лажни стечаи, лажно затварање. Не ме се пари од Да. фирма на фирма, парите ги перат. Тоа и вика не се поврзани. Како не се поврзани? Еве ти ги потековна состојба исти собственик. А дека ни и нашиот Двајцата градоначалник да управители биде се бугари. дека фирми се Кој е затварат? градоначалник? А, не, молим ти се. Како? Не е една треба. фирма, това се затвора, таа се затвора. Институции треба за тоа се платени. Оно се поврзано. На која врата да тропиш, ако немаш твој човек, ништо не добиваш. У шо да отидеш? У ништо не можеш да вршиш работа. Ни у полиција, ни у болница. Се ти вика, но немаш човек. Па нема човек. А да, ти како поминува договорите на дел. Ai, ona ti kaže. Delfina ti kaže. Delfina ti kaže. Се има за ние, за нас нема ништо. Тоа е тоа. Да дојме барем да го видиме, ама как ќе го забравиме? Кој објектот? Да. Кој ќе го продадат ќе биде потребно. Да. Тя висока цена му барате. Знаете ги треба да дадат и на нас. Изнесе парите. Ajde, daš predstavnik da ti kaže. Кој е тоа? Фала ви на вас што дојдевте.